Ќе се реконструира браната Пишица на Зетовска река, за која е завршена тендерската постапка за реконструкција, најави заменик министерот за земјоделство Ванчо Костадиновски при посетата на терен. Реконструкцијата на браната е од голема важност за жителите од населените места по течението на Зетовска река во Пробиштипско, Кочанско и Штипско. Во 2013 година хаваријата на браната предизвика поплави во повеќе села од регионот. Добивме износ од околу 60 милиона денари, што значи дека некаде околу милион евра ќе бидат директно инвестирани во реконструкција на оваа брана, што е од особено значење за жителите од атарот на селата Пишица, атарот на селото Гујновци и овие граѓани, овие жители на овие две села и останатите кои што гравитираат кон оваа брана, значи не само оние кои што имаат земјоделски површини кои што ја користат оваа вода за наводнување на земјоделските површини, нормално одвивање на земјоделските активности, туку и сите оние кои што со својата стока гравитираат тука, значи сточарите доаѓаат тука, значи на водонапојување на стоката, значи на напасување, на водонапојување на стоката, можат да ја користат истата и од особено значење можам да истакнам дека санацијата на оваа брана ќе придонесе и за реактивирање на спортскиот риболов. Заменик министерот Костадиновски информираше и за програмата за изградба на акумулации и санирање на системите за наводнување, за што Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство ќе инвестира околу 200 милиони евра во источниот регион. Костадиновски ја најави изградбата на браната Речани како дел од хидросистемот Оризарска река. Оваа брана ќе биде во износ од 40 милиони евра, значи проценетата, проектираната вредност е 40 милиони евра. Тендерската документација е подготвена и е на самиот крај и очекуваме некаде крајот на месец јули да биде објавен оглас за да биде влезено во процедура да сите оние кои што се заинтересирани изведувачи кои што можат да ги користат овие 40 милиона евра кои што се ставени на располагање за оваа брана да тендерираат, односно да понудат најниска можна цена која што ќе биде доволна за изградба на круната на брана на Оризарска река, така викана брана Речани, и од оваа брана ќе се наводнуваат некаде околу 3200 хектари, а ќе биде наменета и за водоснабдување, значи за вода за пиење за жителите на општина Кочани и жителите на општина Виница. Инаку во тек се активностите за пробивање на патот до Речани, каде што ќе се гради идната акумулација.